Општина Кочани не доби согласност од Советот за прераспределба на буџетските средства со кои треба да се покриваат трошоците за привремено вработените. На последната седница советниците не дадоа подршка предложената сума од 1 милион денари за исплата на плати на привремено вработените да се обезбеди со пренамена. Со тоа во прашање доаѓа понатамошниот нивен ангажман. Од секторот за финансии на локалната самоуправа дадоа кратко образложение за начинот на кој треба да се направи пренамената, а со цел да се покријат планираните трошоци за плати за времено ангажираните. По основ на пензионирање и напуштање од работните места, значи за таа сметка од ставката на државни службеници, платите на државни службеници имаме остаток и овие средства ги пренаменуваме, односно вршиме измена на распоред на средствата на сметка за привремени вработување. По објаснувањето за начинот на прераспределба на средствата имаше реакции од дел од советниците кои изразија несогласување со целата постапка. Со буџетот од претходната година, за оваа година, што го изгласавме, имавме 1.600.000. Со тие 1.600.000 отприлика имаме плата за 4 вработени. Потоа, ние наместо 4 зимаме 8. Со тие нови 4 ги оставаме без плата претходните 4. Па немаме одобрени средства за новите 4. Зошто ги земавте на работа? Ни фали кадар, точно ни фали кадар. Предходниот градоначалник исто мислам дека работеше со толку. Требаше прво да обезбедите средства, сега ќе испадне ние советниците ги оставаме без работа луѓето. Па дај малку плански да го работиме. Имаме за 4, примаме 4, а не 8. Во излагањето беше кажано дека станува збор за дефицитарни кадри. Па многу убав третман добиваат дефицитарните кадри. Значи, дајте соодветно да бидат тие луѓе ангажирани. Целосно и крајно некоректно е таквиот однос. Значи, јас сметам дека е сосема неворед на таков начин да се ангажираат лица, со што се изигрува не само законот за работни односи, туку се изигруваат пред се работничките права, односно правата од работен однос на тие вработени. Уште еднаш кај сега е моментот да ми биде одговорено прашањето дали имате привремено вработен во одделението за урбанизам кој има образование графички дизајн. По ваквите дискусии се виде дека предлогот за прераспределба на средствата во буџетот нема да помине. Тоа се потврди и со гласањето, при што за гласаа 9, 4 советници беа против, а 1 беше воздржан. Ова е втор пат на 2 последователни седници на Советот да се кратат пари за превремено вработување. На 11-та седница беше прифатен предлогот наместо за плати за времено вработени, парите да се пренаменат за асфалтирање улици во селските населби. Заврши реконструкцијата и преасфалтирањето на јужниот дел од улицата Роза Петрова во Кочани. Во изминатиот период градежна механизација и работници беа ангажирани на обновување на коловозот на оваа сообраќајница од улицата 554 до крстосувањето со улицата Ристо Симеонов дел 1. При тоа беше преасфалтирана вкупна површина од околу 3000 метри квадратни, на која има и паркинг простор. Реконструкцијата на улицата се реализираше со проект финансиран од преостанати средства од кредитот Светска банка, а изведувач на работите беше В група Доел од Радовиш. Предходно на оваа улица беа извршени подготвителни фази со гребење на стариот и оштетен асфалт, а беа променети и 80 на рабници на двете страни од улицата. Со изведба на 6 кратки театарски пиеси во Кочани заврши првиот дел од детската работилница Театар на сенки во рамки на проектот Од имагинација до креација. Во проектот учествуваат 30 на деца на возраст од 7 до 12 години, кои во изминатите 2 месеца учеа како да создаваат визуелни приказни со театарски кукли и фигури пред светло зад бело платно. Со децата работеа дипломираните актери Нина Максимова, Благојчо Стојанов и Јанка Левкова од Кочани. При тоа изразија задоволство од креативноста на децата и желбата за творење. Особена чест ни е што можевме директно да работиме со овие прекрасни деца со кои што соработувавме овие 2 месеци. Ги запознавме со тоа што е театар на сенки, историја, како настанува и така натаму. Во втората фаза работевме на
создавање приказна како нели клучно за создавање на театарска представа. Приказните ги пишуваа самите деца. Значи работевме во групи, сите приказни што ќе ги слушнете се напишани од нив. Со наша мала нели многу мала интервенција околу драматуршкиот дел и поделата на ликовите, но текстот е нивни. Потоа продолживме со работа на куклите, односно фигурите, кои се нели клучни за создавање на театарска представа со сенки. Фигурите ги изработуваа самите деца, значи тоа е исто комплетна нивна креација, инспирирана од ликовите кои ќе ги изведат. Потоа во понатамошната фаза работевме на игра со светло. Светлото е многу значено за театар на сенки, значи работевме како е да се движиш позади белиот чаршаф, како да се намести светлото, работа со филтри, со бои и така натаму. И на крај работевме на интерпретација. Учеството на работилниците за најмладите беше бесплатно, а вежбите се изведуваа секој викенд во мултикултурниот центар. Вториот дел од проектот ќе продолжи во септември, а ќе ги опфати децата од општина Виница. Проектот од имагинација до креација се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура. Во одделението за внатрешни работи во Кочани се одржа втората овогодишна акција за крводарување. Со тоа полициските службеници потврдуваат дека се хумани, особено кога е во прашање крводарувањето. Редовно организираат по 3 годишни акции, а вообичаено сите се успешни. Со оглед што меѓу вработените во полициската станица има голем интерес за дарување крв. Потврда за тоа е што во нивните редови има повеќекратни дарители, кои и над 60 пати се вклучувале во акциите. На втората овогодишна акција имаше над 20 пријавени, меѓу кои и неколкумина полицајци кои за прв пат ја даруваа својата драгоцена течност. Се очекува во текот на денот некаде околу 25 наши колеги да дадат крв, со тоа што нели очекуваме дека овој број на крводарувања постојано ќе се зголемува, бидејќи крвта е најскапоценното нешто, а и сите крводарители се најхуманите луѓе кои што воопшто постојат. Јас на сите колеги ќе им се заблагодарам затоа што ќе земат учество во оваа крводарителска акција, со надеж дека и понатаму ќе бидеме хумани и дека и понатаму ќе даруваме крв. Вработените во полициската станица од Кочани се меѓу најактивните во Министерството за внатрешни работи на планот на крводарувањето. Како потврда за тоа е што целосно се исполнува планот за крводарување во текот на изминатите години. Крводарителската акција во Кочанската полиција се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и Црвениот крст од Кочани. Од пред 7 години, одделението за внатрешни работи во Кочани организира посебни акции за дарување крв и на нив учествуваат само вработените, за разлика од поранешната практика, кога имаше можност да се вклучат и други граѓани. Добар настап имаа кочанските борачи Иван Јанев и Столе Евтимов на 46-тиот меѓународен турнир Македонски бисер, што се одржа во Радовиш. Тие настапија како членови на македонската репрезентација и на крајот од надпреварите успеа да ги освојат вторите места во своите категории и да се закитат со сребрени медали. Јанев се бореше во категоријата до 65 килограми, при што ги совлада противниците од Косово и Хрватска, а во финалето претрпе пораз од македонски репрезентативец, член на Скопска Лирија. Мал проблем за Јанев на турнирот е што ја обновил поранешната повреда на коленото, поради што токму на завршната борба не успел да го даде максимумот и да го освои првото место. Столе Евтимов пак настапи во категоријата до 97 килограми како член на македонската репрезентација. При тоа имаше 3 борби, од кои во првата се сретна со репрезентативецот на Романија и успеа да го совлада. Во втората борба за противник го имаше репрезентативецот на Србија, а во финалето и во борбата за златниот медал загуби од македонскиот репрезентативец, натурализираниот Нуров, кој се бореше и на последната Олимпијада во Токио и е третопласиран на светското првенство. На 46-тиот меѓународен турнир Македонски бисер за најдобар странски борач беше прогласен Призрени од Албанија, а за најдобар домашен борач Бесир Алили. Трофеот Македонски бисер годинава му припадна на борачот Александар Стојанов.